Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Вчера имавме многу интересна емисија посветена на мрачните страни на политичката кампања и оно што се случува како дел од оние предизборни спинови, така натаму. Ивица, ово утро ќе пробаме да имаме пофина емисија, така? По-цивилизирана. Да, нема да зборуваме за навијачи, за трета лига у македонски фудбал, за пиштоли и така натаму. И револвери, добро. За пиштоли и револвери, иако гостиот ми е од факултет за безбедност, професор, таму се разбираат од тие работи. Разбираат се како. Но сепак е политиколог. Да. Не е пиштолџија. Не е од пиштолџиите. Добро утро за Жидар Даскаловски, универзитетски професор и човек кој ги следи и ги креира процесите. Добро. Влијаеме на јавното мислење, така. Влијаеме на јавното мислење. Даскаловски претходниот пат одблизу бевте во кампањата на Гордана Сијановска-Давкова. Таму беше и Билјана Ванковска. Билјана Ванковска е кандидат и вие имате две пријателки, нели, со кои сте колешки, професорки. Овој пат вака за кого се одлучивте? Па видите, јас комуницирам и со двете професорски, се разбира, драги ми се и двете професорки. Кога има потреба за консултација, за некаква корекција, за некаква идеја, јас им давам и на двете професорки и идеи, и забелешки, и корекции и така натаму, така што чувствата ми се поделени, се разбира, меѓутоа, знаете, во овие моменти земјата е потребна стабилизација и воведување на нормала, да се врати земјата на нормален колосек. Така што и јас имам свој кандидат кој што го преферирам, што би рекле на американски македонски. Предпоставувам тоа не е Ванковски. Па сега да не откриваме докрај деталите. Во претходната кампања таа даде една интересна изјава дека била измејкерка своевидна. Имаше таков однос во самата кампања, некој да биде измејкер, некој да биде... Затоа што ја не се разбирам во тие работи, искрено. Не знам кој кога дал изјава дека професорката Ванковска била измејкерка, таа е навистина една... Таа така се чувствувала. Добро, мислам дека професорката си има едно... професорката Ванковска си има едно реноме, едно педигре, таа е врвен научник, најцитиран политолог во Македонија, во релевантни списанија меѓународни и списанија со импакт фактор. Така што незината позиција во македонското општество, меѓународната академска заедница е утврдена и тврдена. Сега од професор до политичар има многу и тука се работи за вештини на популаризирање на своите ставови, популаризирање на својата програма. Значи тука е акцентот дали вие можете да направите исчекор од професор до политичар и ќе видиме како ќе реагира јавноста на идеите на професор Ванковска, како ќе реагира на програмата на професор Ванковска, како ќе реагира јавноста на програмата на Гордана Сијановска-Давкова и најдобрата ќе победи, претпоставувам. Да, така излегува секогаш. Затоа се изборите и толку важни. Имаме овој пат 7 кандидати, голема бројка на... Или 8 сивица. 7 себе, како ги избора се? Не знам јас. Ги бројам, валјда мислам дека некој собрал подписи, он не собрал. Има 8 кандидати. 7 кандидати. Тоа е голема бројка, нели, за првиот круг на изборите. Веројатно мислиш егото на некој од нив е толку големо што делува кога се вредат за 20. Не, ако споредуваме со его, тогаш имаме 48 кандидати. Да. Ако ги дуплираме, имаме 250 партиски лидери во држава. Така што на големи политички партии, така што нема за его да дискутираме. Мислите ли дека ова што има 7 кандидати ја збогатува председателската трка или ја прави работата да биде некако поумртвена, нема некоја живост и така натаму? Затоа што
гледаме дека ќе нема председателска дебата по се изгледа на сите 7 кандидати. Да, уште не знаеме, Љупчо, може се да се случи. Може да се случи изненадување, но и јас кога би бил на местото на првите двајца, не би одел на таа председателска дебата. Зошто? Па зошто би се прљал со некој кој ќе освои 20, 30 гласови? Зошто да се прљам? Значи, сега Љупчо, вака да кажам, Да. 7 кандидати, 7 програми, председателски програми, 7 програми кои што ја даваат визијата нивна за едината на Македонија. Граѓаните кои што се заинтересирани можат да ги проверат преку електронските портали, интернет страници и така натаму програмите на сите кандидати и да утврдат каде тие се пронаоѓаат. Се разбира дека активистите на политичките партии и тие програми ќе ги делат или ги делат. Јас не сум добил од никој кандидат печатена верзија на програмата, меѓутоа ако се заинтересирани, електронските верзии на програмите на кандидатите се достапни во јавноста за преку интернет порталите. Видете, јас сум против тоа делење на електронски на печатени од една единствена причина што секоја година многу дрвја се сечат, секои избори непотребно, веќе сите користат електроника, веќе сите нека има некоја опција, некој ако сака печатена па да му пратат, да му однесат, затоа што навистина нема потреба да ја уништуваме хартијата, да се трошат без везе природни ресурси. Посебно ако имате еколошка партија, зелена беше таа партија, знаете која е, која што се... Да. Се согласувам, најдобро е вака електронски да не се сечат дрвата, меѓутоа што е поентава? Поентава е, вие можете као граѓанин проверете на интернет сајтот на Пендаровски, на Силјановска Давкова, на Ванковска, на останатите кандидати, да ги видите визиите нивни за едината на Македонија и да се одлучите која од тие програми и визии е најприкладна за вас и мислите дека ќе биде добра за татковината. Поентата е таа, сега, навистина е добро тие програми кои што ги имаат кандидатите и кандидатките да се вкрстат, во еден јавен дуел да се соочат сите и да се види и во јавноста како Ама Даскаловски многу долги се јас сега ги гледам. Многу се долги програми. Сега ја отворив на Гордана Силјановска Давкова. Ако може да се најде на сајтот на ВМРО-ДПМН, пишете на Google ВМРО-ДПМН е платформа Македонија повторно горда и ќе ви излезе нели изборната кампања. Објавена е тука, издадена е практично на 4.4.24. Прилично сите ако имаат вулкави програми, кога ќе седнат таму да дебатираат, таа дебата треба да трае 2 дена. 2 денонокија, знаете се. Така е, вештината на секој од кандидатите ќе биде тие колку се таму страници на професорката Силјановска Давкова или на било кој друг кандидати да ги преточат во кратки јасни мисли и да ги едноставно презентираат своите проекти, своите идеи за идното председателствување, така што тука ќе дојде до израст и вештината на самите кандидати за прецизно, концизно говорење и презентација на програмите. Меѓутоа, да, прашање дали воопшто ќе има дебата, тоа е нешто што ние, обичните граѓани, па и ние што сме политички вака по-заинтересирани за состојбите во земјава, не го знаеме. Прашање кое што веројатно партиите, тимовите го усогласува заедно со телевизиските продукции и медиумите. Не знам, мене ми е чудно како ќе се организира сето тоа, особено знаејќи ги профилите на луѓето кои ни се кандидати. Вчера ми кажуваше колегата Стојанче Наумов од Канал 77, вели, леле, не можам да ги договорам да дојдат да снимаат, нели, тој сака да му бидат посебно веројатно гости, не знам каков му е концептот, и велам, ти 7 луѓе да успееш да договориш, ти 7 добри другари, 7 членови на фамилија, не можеш да ги ускладиш у кое време би им одговарало исто време без пари да јадат во кафеана. А камоли на медиум да ги донесеш па да зборуват. Па еден имал време, друг не имал време и наш како медиум тоа ќе ни биде предизвик, но ние им дадеме датум на секој од кандидатите, тогаш во толку саат сакате дојдете, ако не, ја и Ивица ќе бидеме кандидати. И тоа е тоа се, што да правиме? Да, тука ако бидеме реални, да коментираме реално, оние што се аутсайдери во изборната трка сигурно имаат повеќе мотив, повеќе желба да докажување во тие така наречени председателски дебати.
тие се тие што веројатно ќе туркаат да се остварат. Меѓутоа тука има и стратегија на настап на сите. Некој смета дека медиумот како вашиот е идеален за презентација на програмата, некој смета дека друг медиум е, така што е еден вид на колизија на интересите, стратешкиот пристап на кандидатите и на партиите и интересите на медиумите. Дај Боже вие да организирате, би било навистина многу интересно во Радио Лидер да ги слушнеме кандидатите за претседател и да ги обзнанат своите програми, да ги објаснат своите програми, визии за иднината на Македонија. Ние ќе ги викнеме сите еден по еден, нема да ги викнеме на претседател. Ќе дебатираат со нас, не. Добро. Затоа што ние мислиме дека сме порелевантни од нивните противници, зарем не Ивица? Не мислиме така се. Зошто? Не мислиме дека сме добро место каде што тие може да се ги искажат своите ставови, дека сме ќе овозможиме пријателска атмосфера, но ќе ги прашаме сите релевантни прашања, не сме сега. Спомнавте аутсайдери. Кои се според вас аутсайдери во оваа трка? Според мене и според јавноста, бидејќи имаме постојани мерења на јавното мислење, така да речите сондажи или анкети на јавно мислење за рейтинзи на политички лидери и политички кандидати. Ако ги гледаме анкетите кои беа објавени пред изборите, тогаш не се аутсайдери само Гордана Силјановска-Давкова, Стево Пендаровски, Бујар Османи и Максим Димитриевски. Па сега како ќе процени пресечеш, меѓутоа во принцип кога зборуваме за фаворити или аутсайдери, зборуваме за тие што имаат реално можност да го поминат првиот круг. А тоа веројатноста дека ќе го поминат првиот круг е најголема за актуелниот претседател Стево Пендаровски и веројатно идниот Гордана Силјановска-Давкова. Зошто мислите дека Гордан... зошто еден кандидат кој изгубил на претходните избори, со не некоја голема разлика, но сепак изгубил, зошто сега би бил фаворит главен да биде идниот претседателски кандидат? Идниот претседател, односно. Тука имате две ситуации. И Стево Пендаровски изгуби едни избори, па потоа победи на наредните, и Гордана Силјановска-Давкова изгуби на минатите и веројатно ќе победи на овие избори. Значи од прва ништо во држава. Тоа таква деценија беше тоа се, можеме да кажеме. Па во принцип зошто прашањето беше зошто јавноста така мисли, Љупчо. Прво, второ, квалитетите на кандидатот. Професорката Силјановска-Давкова е еден сталожен политичар со веќе искуство и во претседателска трка и во парламентарна дебата, била пратеник, била еден од најактивните пратеници, била еден од најконструктивните пратеници со уважение и почит дури од другата страна, да речеме од оние кои што и се политички ривали. Таа е меѓународен експерт потврден и во рамките на Венецијанската комисија, во рамките на други тела во Советот на Европа, во рамките на Обединетите нации. Таа е, што би рекле некои, професорката, единствената и најдобрата на правниот факултет. Исто така е таа лик на политичар кој што гради консензус и кој што во самата програма пишува, изборува во јавните настои дека ќе гради консензус, што ни е нам суштински битен во овој момент во државата. И на крајот на денот станува збор за личност која што има интегритет, која што е поштена, која што нема никаква афера позади неа, за разлика од други кандидати. И ова исто може за Стефчо Јакимовски да го кажеме. Може ли? Еве да го прашам Ивица, некако во денешната дебата е малку позаспан. Не, за Стефчо Јакимовски мислам дека можеме многу други работи да кажеме. Дека нема афера последната недела. Па може. Па добро, ваму сака да каже, може да се каже нема афера без квалификатив. Временската ранка е исто такава, тај фреймот е важен. Мислам дека Жидес мислеше дека нема временска рамка без квалификатив. Сега тука е добро. Да, Стефчо го красат многу доблести. Да. Кои што се интересни и ќе биде ние нетрпени да секуваме таа дебата во студио, нели? Покрај дебатата со сите останати кандидати се има многу луцидност тука. Еве, на сите кандидати да им кажеме дека покрај дебатата им даваме и гратис чорба и плюс имате еспресо.
Да не се свати како подкуп на кандидатите, само се обратно, они треба нас да не купуваат, не. Да, секако. Ајде одиме со подлабоко во дебатава. Ајде, Ивице, ти Ивице ја анализираш, но ја немам време да читам многу програми. Јас се бавам со финансиски извештаи, се бавам со така по сурови работи. Ке видиме голем аир, што ти се бавиш со финансиски извештаи, едве чекаме. Овие, да, винјавам плата за многу брзо во оваа компанија. Вие повеќе така по суштински ја разгледа програмата, особено на Силјановска. Нокеска беше импресиониран од одредени делови. Јас ја читаме овој дел за економијата, малку ми е нејасен, затоа што има неколку точки поврзани со економијата во програмата на Силјановски. Не знам, македонски бизнес хаб за приприемачи инвеститори од диаспората, кој ќе ги привлекува председателот, има нешто таму за финансиска стабилност и така натаму. Жидес, во делот на да влеземе и медија стрес, нели, во срцевината на работите. Ај едно по едно. Прво одиме во однос на надлежностите. Во делот на дворешната политика, што се разликува кај понудата на председателите? Бидете кратки, имате 5-6 минути, ќе ве прекинам за реклами. Се разбира. Да. Главните теми, тоа можете да го видите на настапите на председателските кандидати и кој сака да чита сега програми, не е дека ние сите граѓани имаме време и желба тоа да го правиме, меѓутоа ако веќе сакате во детали да знаете, уште еднаш повторувам, нема подобро средство тоа да ги видите нивните проекти, планови, визии за иднината на земјата и за надворешната политика и за се друго, освен ако не ги прочитате нивните програмски елементи. Кој има програма, кој има некаков бриф, кој има некаков леток, кој има што и да има, значи си имаат кандидатите собствени пишани текстови кои што се визија за иднината. Значи во генерална смисла идеите за надворешната политика на кандидатите кои што се фаворити се едно, а оние кои што се останати се друго. Меѓутоа во принцип, освен идеите на партијата Левица и кандидатката Билјана Ванковска, сите други генерално и се извинам и на кандидатот Стефчо Јакимовски, сите други генерално се свртени кон продолжување на овој наш пат добро етаблиран, за кој што сите ние веруваме дека е правилен. Значи веруваме дека Америка ни е стратешки партнер, дека ние треба да имаме дел од Европската унија. Го споделува, но тоа е за друга Америка, тој ја чека Америка на Трамп. Така беше Ивица. Па добро се и Ванковска го споделува тоа, само што таа вели дека Европа не била таа Европа која што сме ја санувале. Така убаво ја. Добро, тука има и оној дел кој што Левица и партијата и председателскиот кандидат го потенцираат, тоа е дека Македонија треба да има некаква мултивекторна политика која што би значила дека ние ги развиваме суштествено и релациите, односите кон така наречениот БРИКС и останатите силни играчи во светот, што е вака, да речеме, различно од тоа што го зборува другите, што го зборува Силјановска, Давкова и така натаму. Значи, тоа е суштински во однос на надворешната политика, разликата меѓу кандидатите, каде што се разбира, имате од една страна СДС и Стево Пендаровски, СДСМ и Стево Пендаровски, кои што потенцира за некакви успеси во рамките на евроинтеграциите, во рамките на проширувањето и така натаму. Меѓутоа, сега и без да бидеме злонамерни, реално тие се мали или никакви, почнувајќи од онаа прочуена фотографија од авионот каде што стискаат. Добро, сега Македонија де факто веќе има почнато преговорите со Европската унија, иако не на кој датум? Почнати се, ама не се потврдени. Немаат седнато де. Мислам дека поранешниот председател Црвенковски тоа го опиша како преговорите се отворени, но не се започнати. Ете една интересна формулација. Да. Значи ги отворивме преговорите, да бидеме искрени во мандатот на господинот Пендаровски, ние станавме земја членка на НАТО. Не, во мандатот на Иванов. Не знам баш. Да. Иванов беше председател? Да. Ај баш да видам Македонија членка на НАТО. Провери. Македонија.
И таму имаше момент на ратификација, са зависи кој момент го земаш како валиден. 1 април 2020. Ратификација на парламентите. Кога беше донесена одлуката? Значи, избрана е 30-та земја членка на НАТО 1 април 2020. Добро, кога е донесена одлуката? Ратификацијата течеше па. Како и да е сега, тие се ситни детали, да се вратиме ние на суштината. Официјално е тогаш. Вистина е дека имаме процес на преговори кој што е отворен, а не започнат. Вистина е дека имаме една пречка која што е компликувана, а тоа е неуспешноста на СДСМ да направи еден консензус во општеството, да комуницира со опозицијата, со парламентарното тело кое што постои значи во собранието постои тело кое што се занимава со евроинтеграција, значи неуспехот да се комуницира со експертската јавност, професорите на правен факултет, на УКИМ, на филозофски и на други релевантни академски институции, и едноставно одеше СДСМ со една своја визија за тоа како треба да се отпочнат преговорите, која што на некој начин не комуницирана, немаше консензус и дојдовме до еден штетен, така наречен француски предлог. Сега, тука сме ние заглавени во преговорите, меѓутоа ние сме уште повеќе заглавени заради неисполнување на копенхагенските критериуми, заради нивото на корупција, за нивото на владење кое што е поразително во земјата. Значи имате релевантни извештаи и од Европска комисија и од меѓународни институции, така наречени институти за анализа на јавно мислење. Тука Лјупчо ме прекинува, кога јас вака логицирам. Како што и ти мене прекинама, да. А тоа е идејата на емисија. Ја да почнам да личам на него, он на мен. Да. Ке те прекине, да. Ке те прекине. Тоа значи треба да ослабам. Ке те прекине. И ке каже, па добро, каде е тогаш одговорност тука на Пендаровски? Се разбира, Пендаровски не беше толку проактивен председател во однос на градењето на консензус во општеството. Не, во однос на корупцијата. Не беше ни председател кој што занимаваше со реални проблеми во општеството, во смисла на тоа да ги викне новинарите, да каже свој став, да се обрати во парламентот, да се обрати во собранието, да искаже критика за одредени состојби. Некои закони подпиша кои што сметаме и ние, и јавноста, и меѓународната експертска јавност дека не требаше да се подпишат. И така што во таа насока може да се каже дека имаме критичен став и кон владата на СДСМ и ДУИ и кон однесувањето на председателот. Ви благодариме за првиот дел од емисијата, почитувани слушатели, ќе одиме со кратка пауза за рекламчичи, по која се враќаме во вториот дел од емисијата. Рекламите може да ги слушате тие што ги слушате на FM и на Facebook нема да можат, за да не блокира Цукенберг. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, пред да продолжим да констатираме дека Џабир Дерала уште нема завршено факултет. Нема завршено факултет. Нема завршено ни Маријан Забрчанец. Може би треба да го упатиме Кажидас на факултет за безбедност, затоа што нашето истражување покажа дека тој има завршено средно училиште, има положена одбрана и заштита пред војничка обука на филозофскиот факултет. Ќе му го признаете тој успех? Дали ќе му го признаете тоа? Конкурс имаме во јуни. Добро. Крај на јуни, нели? После и во септември може да се пријави 2 Да, ма тој испит ќе му го признаете, претпоставам дека има некој сличен испит кај вас на факултет. Не знам, ќе треба тоа службите на факултетот да проверат. Меѓутоа, отворени е факултетот, отворен, секој заинтересиран граѓанин може да се запише. Исто, господин Дерала, ние имаме добра соработка и со дел од приватните универзитети во нашата земја, каде што малку полесно нели ги помине сите овие испити, може да биде експерт во областа на туризам и менеджмент. Не само тоа, туку ректорот на еден од таквите универзитети е председател на Советот на интелектуалци на Радио Лидер, да не заборавиме. Да, мада кај има и таму безбедносни смерови. Да, имаат сега и за дипломирани козметичари. И така работи шминкање на македонската јавност. Одиме вториот дел сега. Во делот на националната безбедност имаме ли разлики помеѓу програмите на председателските кандидати? Да бидем искрени, нашата национална безбедност е сврзана со евроатлантските структури и со НАТО. Тука немаме дилеми, освен да речеме, повторно ќе кажам, Левица и председателскиот кандидат Билјана Ванковска, кои што во некои моменти кажуваат и дека треба да излеземе од НАТО.
Така што генерално согласена е таа, да речеме, рамка во која што делуваат председателските кандидати. Ние очекуваме и поголема проактивност на земјата, сите ние сме евроатлантисти тука по убедување. Некои били основачи на европските движења, били уште од раните 90-ти, некои од председателските кандидати. Убедени еврофили, да? Убедени еврофили како професорката Сијановска Давкова, да речеме. И мислам дека тука ние ја следиме генерално политиката на нашиот стратешки партнер САД, што е за поддржување и за охрабрување. Еве, мораме едно јавно изненадување да дадеме до нашиот слушател Владимир Карамфиловски, кој овде отворено си признава кај нас дека од партија му дале директива да не гледа и да не критикува затоа што нели од некој од владеачкиве партии, најверојатно од СДСМ. Тешко да одуи. Но вели, ужасно ми е да ве гледам, вика, за не ве бидува. А нека не гледа. Ама не му рекле, мора да не гледа човек. Има ли прашање? Дај, комуницирај со него, не нека прашува. Нека прашува. Владимир, да ти го разубавиме твојот партиски ангажман, ние ти стоиме на цел, си е заpoслуење. Кој мора да кмисиш, да не гледаш, досадни сме. Може и нас да не праша, може и гостиме да го праша на Што сака? Која више те пуштили од партија, барем дај да ти го разубавиме утро. Жида си има ли енергија? Ние дури за партиските ботови имаме разбирање. И они се луѓе сега, да бидеме искрени. Има ли енергија оваа председателска кампања? Видете, сме имале и ние во политичката историја на Македонија сме имале и кампањи со повеќе кандидати кои што биле доста интересни, доста содржински. 2009 еве ни доаѓа. Па еве 2009 да споменеме. Иако и во 99 претходната 1999 било доста. Таа е многу интересна. Имаме една Джабир Дерала, еден школски од Георги Димитров, вели дека ретко добивал изнад двојка. Ова е чудно за интелектуалец сега. Може се свестил подоцна. Се свестил подоцна. Се отвориле чакрите за учење на доцни години. Значи се вратиме се 7 кандидати, дали има енергија во кампањава? Зашто 99 и 2009 беа многу интересни кампањи. Беа интересни, а 2009 се поклопија тие избори со едни други избори, тоа локалните. Точно. Сега имаме ситуација како во 2014 председателски избори кои што ќе се поклопат со парламентарните. Ќе биде веројатно фокусот на јавноста на председателските до почетокот на кампањата на парламентарните, каде што генерално земено, бидејќи местото премиер е далеку помоќно од председател, фокусот ваш на медиумите и на јавноста ќе постепено ќе превагне на страната на парламентарните избори, што не значи дека оваа сегашна дебата, оваа сегашна кампања не е интересна и не е без енергија. Жида, сега ти фрламе на ракавица, доврши со... Довршувам, во принцип, она што недостасува во моментов е тоа што го борувам. Директно со очување на кандидатите во врска со нивните програми, со нивните визии за развој на Македонија во наредниот период. Ме инспирираше за моето идно прашање нешто што го размислувам поодамна. Го размислувам од моментот кога ДУИ и албанската опозиција почна да промовираат идеја за избор на председател во собрание. На прво тоа е глупо, затоа што изборот на председател ќе биде дел од некакво големо партиско, етничко, вакво или онакво преговарање, може да биде тоа лошо, па може да се разрешува веројатно во собрание и ќе се прави таму циркус. Но, друга страна, и така во Македонија сите релевантни истражувања покажуваат дека луѓето овде гласаат за партија, дури на председателски избори. И дека, можеби за прв пат во историјата сега ќе се случи кандидатот од опозицијата да победи, но ако на истите избори на истиот ден победи опозицијата и стане власт, тогаш нема да се случи ова затоа што пак ќе биде од власта председателот. Разбирате? Затоа што расположението некако секогаш првенствено го партиите го креираат и го креира таа политика. А председателот е многу ретко ние гласаме за лек. Јас тука го имам следниот став.
многу зависи во рамките на односите председател влада, дали е тоа ситуација кај што имате предложен кандидат од иста партија, или имате она што се вика кохабитација. Многу зависи, значи, во односите председател и премиер, односно председател и влада, од самата личност и од она во што тој верува и настапува и делува. Значи, во ситуација кога имате председател кој што знае, умее и може да промовира собствени идеи, може да гради дебата, да се обиде да направи консензус, се обиде да делува како независен водач на нацијата, кој што за сите теми ќе даде став, па макар и биле различни од тие на владата и партијата од која што е кандидиран или од која што таа е кандидирана, тогаш за нас е добро. Кога имате ситуација дека тој председател да се вклопува генерално во програмските цели на владата и на партијата од која што тој или таа е номиниран, тогаш тоа не е добро. Не е добро за нашата држава и за нашата политика. Идеалната ситуација е председател како еден вид баланс во односите меѓу извршната власт, собранието и председателската функција. Некој осигурувач на тоа дека процесите нема да течат еднострано. Замислете вие ситуација каде што, а таква имаме сега де факто, каде што председателот само ги подцртува, ги подпишува законите, указите и со ништо не се разликува од политиките на владата. Но ајде да бидеме сега искрени, последен пат ваква состојба сме имале каде што председателот бил авторитет изнад владата. Кога според тебе? Сме имале за време на господинот Киро Глигоров, сме имале кратко за време на председателот нели Бранко Црвенковски, но тој не беше авторитет на владата, тој беше во конфликт со владата. Има кохабитација, добро. Чудна кохабитација. Па и со владите на неговата партија. Да, за тоа велам. Кај Бранко има еден изблик так на искра, не докрај дефинирана и не докрај важна. Зашто дефинирано е сакал да владее како премиер и како председател од функција на председател, што е недефинирано. Но на крај стана на крај кохабитацијата заврши така што тој го помилуваше Зоран Заев, нели фатен во огромен криминал, но настрана целиот тој муабет. Еве ја ќе кажам, единствен рол модел пример за ова кој вие го говорите досега е Киро Глигоров. Така е, и генерално земено во литературата, политичката литература, тоа е потврдено дека иако е номиниран, поддржан и глас од СДСМ и гласан од таа коалиција, тој успева да се наметне со својата волја, делување, авторитет, меѓународни контакти и обраќање со јавноста како еден вид осигурувач, рековте вие, амбасадоре. И од овие кандидати до сега што ги гледаме во понудата овие избори, мислам дека тоа јасно и по настапите и по онаа програма што еве гледаме и на интернет на професорката Силјанска Давковка е таа. Мислам дека е битно да остане во рамките на оваа дискусија, да остане системот на гласање како што е сега, бидејќи секој обид за избор на председател во собранието би одел со ризик да всушност владеачката коалиција, структурата што владее со земјата, значи таа што е влада, премиер и така натаму, го има нормално мнозинството во собрание, владее како влада, има премиерско место и во собранието си бира председател кој што е по нив. Значи замислете сите три столба на политиката да бидат во рацете на една партија, каде што всушност се одлучува само преку избори на парламентот и со парламентарно мнозинство. Сега е малку да му одговориме и на Георги Спасов. Може и тоа наметнување авторитети до годините е. Па сигурно има врска. После Киро Глигоров ние сме имале млади председатели и помлади, да. Помлади, релативно помлади сега да зборуваме. Сите биле у 40-50. Тоа искуство за да си го прави своето. И во Италија Сандро Пертини, Франческо Консига, сите беа во така што можеби 70-ти која беа избрана. На професорката Силјановска, нели, која е по години најискусна од сите кандидати, можеби и ова паралела со Киро Глигоров, можеби со годините тоа си доаѓа, па може ние да имаме една женска верзија, подомакинска верзија, нели, на Киро Глигоров.
Така е, се разбира, и тука станува збор, што да потенцирам за кандидатка, како што беше и председател Глигоров кандидат подржан од СДСМ, меѓутоа со своји автохтони независни ставови, мислења и делување. Значи никој не може да каже дека Глигоров некој во СДСМ може да го контролира, да го обликува, да го начува, така и председателката, ако биде председателка Силјанска Давкова, никој нема да може да каже дека партијата што номинирава целосно ќе контролира, обликува и насочува во одредени политики, закони и мерки. Зрела ли е Македонија за по прв пат да избере председател од опозицијата? Мислам дека Ма нема да избере, пошто ако на истиот ден победи ВМРО ДПМН, ќе биде председател од власта. Не е така. Значи сега промената доаѓа заедно. Немојте, тој преседан нема да се скрши. Ќе се скрши еден поважен преседан. Зашто? Затоа што ќе биде председател од власта на истиот ден, ако победи ВМРО ДПМН, нема да биде. Нема Македонија да избере председател од опозицијата. ВМРО ДПМН ќе стане власт која ќе добие мандат и која ќе добие влада во собрание. Како се? Знаеме резултатите какви ќе бидат, но друга е работа. Прашањето е дали Македонија е доволно зрела за прв пат да избере председател жена, а не е председател од опозицијата. Нема да биде од опозицијата. Еве вака да искоментирам. На парламентарни избори е јасно што се случува. Партија или коалиција која што оди на изборите, нуди програма, платформа и генерално ги зема, односно ги добива гласовите од своите поддржувачи, симпатизери. Некаде има и од оние, да речеме, неутрални гласови и така натаму. Председател не се добива таа функција, не се победува на избори само со гласовите од партијата, коалицијата што ве номинира. Тоа е потврдено во сите досегашни председателски циклуси, од првиот до последниот. Значи, кој да победи на председателските избори, ќе мора да биде председателски кандидат кој што ќе се обрати до сите граѓани и ќе мора да добие гласови од сите општествени структури и од сите идеолошки структури во земја. Што значи дека Силјановска Давкова, да речеме, ќе добие гласови од оние што имаат лево убедување, ќе добие гласови од оние кои имаат центристичко убедување. Нема само да добие гласови од десницата и партијата, коалицијата што ја поддржува. Ќе добие гласови и од роми, турци, албанци и така натаму. Стево Пендаровски се надева на гласови кои што не се само од Социјалдемократскиот сојуз. Ванковска исто така се надева гласови кои што не се само левица која што има, рековме, различни видувања на дворешна политика, меѓународна политика и така натаму. Максим Димитриевски се надева на гласови кои што се од неговото движење Сега партија знам, меѓутоа и од граѓани кои што, да речеме, се симпатизери, поранешни членови на СДСМ и така натаму. Значи во таа насока председателските избори се специфични, бидејќи вие градите консензус, обидувате да бидете еден председател кој што се обраќа на сите и кој што им гарантира на сите граѓани дека во иднина ќе делува во името на сите и дека ќе биде на некој начин осигурувач, уште еднаш да кажам, дека нема извршната власт да преовладе во водењето на дворешната политика, туку дека тие во најмала рага ќе соработуваат. Значи председателот ќе биде и треба да биде тој што ќе промовира политики на соработка и со владата, и со опозицијата, со граѓаните, да ќе го чуе нивното мислење. И така и треба да биде. Јас претходно зборував зошто проблематичен беше пристапот на Бојар Османи како министар на дворешни работи и на премиерот Ковачевски во однос на така наречениот француски предлог. Не изградија консензус, не комуницираа добро нити со опозиција, нити со широки слоеви на населението и експертската јавност. Тука е разликата меѓу парламентарните и председателските избори и во однос на тоа како едните и другите се обраќаат кон јавност. Добро, ова е го доби одговорот, Лјупчо. Добро, не јас, треба да го добијат слушателите одговорот. Јас не, само тука гласот на народот. Инаку да ви кажам, она што сега енергијата, прашавте вие дали има енергија во кампањата, за жал енергија во кампањата сега почнува да има и оној дел на црна-сива кампања. Што е вака страшно и поразително. Ние сме научени на тоа да се откриваат постојано во сите овие години од кога дојдоа на власт СДСМ и останатите влези-излези партнери, се откриваат разни корупцијски скандали и афери кои што сите знаеме,
Меѓутоа сега имаме и ситуации каде што имаме и на така наречени фейк ньюз, ширење на лажни вести, лажна пропаганда се шири и предпоставувам дипфейкови веројатно ќе имаме до крајот на изборите. За жал Македонија досега не се соочила со такви некои кој нешто со лажни вести у кампања. Дипфейк видеа, со дипфейк видеа не сме се соочиле, меѓутоа не исклучуваме дека утре ќе има, не знам, за Христијан Мицкоски, за... Добро, ај објасни што е дипфейк, затоа што не знаат сите што е дипфейк. Дипфейк е сега Ивица Боцевски овде, у реал вака изгледа реално исто и прави компјутер со вештачка интелигенција дека Ивица зборува како имал, не знам, поддршка му дава на Пендаровски. Или во бенигна варијанта, во малигна варијанта може многу полоши работа. Може секс афера, може да те разведат дома и проблем да ти направат. Така е. А јас знам да правам имаше за Мелони, премиерката на Италија, дипфейк видео каде што таа е дел од порно спот, како да ви кажам најпластично сега. Таа не е таму, а меѓутоа со добра технолошка подготвеност вие може и вас да ве стават во порно видео, Лјупчо Златев. Вие исто така може да бидете предмет на обработка. Добро, така да се изрази. Покрај тоа, на така ви отиде паметот, може да речеме и тоа што е во Македонија еден специјалитет, да имаме некои разузнавачки комплоти, некои руски врски, кинески врски, вакви врски. Да, мисли сега за мене да почнат, бидејќи јас јавно зборувам. Зашо па мора дипфейк да е тоа со порно, што? Чекај се, се отидовме на друга тема. Не, па еве јас се обидувам, еве на пример интересно ми е мене да, еве, на пример ти си завршил на Универзитетот Отворено општество докторат, си бил во Северна Каролина, универзитетот ти објави книгата и сега сега тебе ќе те прават проруски, прокинески, проваков, протаков. Јас сум завршил од средно до докторат на американски високообразовни и високообразовни институции. Сум бил една година на студиски престој на Оксфорд, сум бил една година на UCL University College London, да не зборувам, објавувано од Ратлич до Франк Каз секаде. И сега, бидејќи сум пречка, бидејќи јавно кажувам дека некои работи не ми се добајаат со политиките на оваа влада, ќе ме прави русофил. Ќе ме направи русофил, а јас Русија сум ја видел само на разгледници и сум ги гледал филмовите на Никита Михалков. Никош не си бил во Русија? Не сум бил во Русија. Уште една кратка пауза за реклами, почувани слушатели, по која ќе се вратиме во вториот дел на емисијата да откриеме каква е руската врска на Жидас Даскаловски. Добро, сега Жидас, зошто тебе те поврзуваат со Русија сега? Од кај ова тоа дека ти со Русија под? Русија, Кина, што и да сакаш, рековме фейк ньюз, рековме дека ќе се употребат сите валкани. Не претпоставам нема да има за мене, ќе има за политичари, бе. И дека тоа ќе биде некој обид со негативна кампања да се влијае на јавното мислење. Знаете, во сите кампањи вие одите со премиса дека треба да ги мобилизирате членовите, треба да ги мобилизирате симпатизерите, треба да ги мобилизирате оние кои што ви веруваат. Одите со премиса дека треба да ги убедите останатите кои што се, да речеме, неутрални, кои што се благи поддржувачи, кои што можеби нема да излезат ако не ги убедите. И одите со негативна кампања каде што се обидувате да ги извадите грешките на конкурентот или на конкурентската партија, да јавноста да знае кои се нивните погрешни чекори, кои се нивните погрешни политики, да од програмата да извадите делови кои што мислите дека се погрешни. Програмата да коментирате на Пендаровски, на Јакимовски, на кој да е, кој што мислите дека ви е конкурент и да кажете дека ова е тотално погрешен чекор, погрешна идеја, погрешна програма, погрешен проект и така натаму. Во рамките на негативната кампања ние сме биле сведоци во минатите изборни циклуси дека на некој начин и се претерувало со негативности и сме се вплеткувале во афери измислени реални, сме вплеткувале со аудиобомби кои што биле измислени нереални, свечено, лепено, монтирано, како да ви кажам. И во таа насока, значи, доколку процена дека им е потребно, политичките ривали ќе употребуваат и негативна кампања кон своите конкуренти, кон претседателските кандидати, кон лидерите на партиите, кон носителите на листа. Имал сертификат, не имал сертификат, бил во таа афера, не бил во таа афера. Знаете, многу е потешко да го оцрните некој, многу е потешко кога ќе оцрните некој, потоа вие да се оправдате, да се извадите во јавноста, отколку да ви веруваат во вашите ставови и мислења, без
има таква афера. Значи утре ќе излезе афера дека Ивица Боцевски бил близок со Христијан Мисковски или кој да, и заради тоа ќе му се измисли некаква афера која што нема врска со реалноста, меѓутоа на вашиот колега во емисија ќе му треба 3 дена да објасни дека тоа нема врска со реалноста. 3 дена во рамките на изборна кампања која што трае 20 дена е навистина голем период каде што вие треба да посветите енергија за да се оправдувате за глупости кои што ви ги наметнуваат. Така и овие руски, кинески врски, арапски врски, секакви врски. Но може ли тој дипфейк и тие лажни вести да се искористат у позитивна смисла, например, преку дипфейк некако да заличи Пендаровски на нормален председател? Сега не знаеш, звршуваме само негативен контекст, може би вештачката интелигенција може да се искористи за позитивна кампања, знаете. Имаше еден пример каде што наводно имало средба на председателот Трамп со еден наш политичар во Генералното собрание на Обединетите нации. Средба која што реално не беше средба, туку случајно среднување во коридорите на Генералното собрание на Обединетите нации, а која што СДСМ искористи за голема пропаганда. Меѓутоа кога се виде целото видео стана јасно дека тука немало такво нешто, нити договорена средба, туку како што реков случајно среќавање во коридорите на Генералното собрание. Така што овде стана збор Љупчо за негативна кампања која што генерално во политологијата е утврдено дека не функционира, дека кога е претерана таа напротив ги демотивира и вашите гласачи, а ги мотивира противничките. И е нешто што не е паметно да се употреби, меѓутоа не исклучуваме дека ќе се случи во оваа председателска и парламентарна кампања. Добро, Ивица, мислам дека тука од прилика го исцрпивме разговорот. За оваа сесија мислам дека треба пак да го викнеме Жидес. Апсолутно. Во предизборно. Еве, за крај председателот Пендаровски прашува дали Мицкоски се кандидира за шпицен премиер или е кандидат за судија и обвинител. Не знам што му е ова, чекај да видиме. Една нормална пракса во Европа со така наречени шпицен кандидати, која што беше понудена од Христијан Мицкоски за минатите парламентарни избори, а која што беше резолутно одбиено од СДСМ, сега се прави карикатура од тоа и е навистина несрекна комбинација која што употребуваат во СДСМ, бидејќи тие се делови од европското семејство, тие се делови од социјалистичката групација во Европскиот парламент. Меѓутоа, ако веќе зборуваме за вести кои што не се пријатни за нив, највлијателниот политички медиум во Европа за европските случувања, европските политики, Политико се вика, објави дека на конгресот, како што има конгрес ИПП, народните партии, десницата да речеме, каде што имаше влијание, говор свој председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, каде што беше присутна и професорката Сјановска Давко и така натаму, кој што има големо уважение, каде што имаше големо уважение кон нив, каде што беа со голем респект пречекани и испочитувани. Од друга страна слушнавме од Политико дека на таа една забава која што се случувала во Рим во рамките на конгресот на левите партии, нашиот премиер не бил примен, на врата бил избркан, што се вели, што е вака поразително и покажува за отсуство на почит кон нив како партија и кон премиерот како лидер. Јас, вратарите се прилично интелигентни луѓе сегде, они прават фейс контрол. Тоа е вештачка интелигенција, се уште не можеш да го процени социјалниот статус на луѓето, но има елитни барови кои прават фейс контрол. И што? Процениле дека ти премиер, прекарава. Че генерално веројатно така изгледало сето тоа. Не поминал на фейс контрол, може и стайлингот не му бил погоден. Мада не знам како бе Еди Рама го пуштаат на врата. Си избаци со патики и одело и тренерка од оздолом, викаш, ај шетај од тука. Генерално е урнисан угледот на Македонија со оваа влада, сите оние корупцијски скандали, одавање пасоши на европски проби свети до вистински руските врски во Тетово, каде што имаше еден бизнисмен кој што купуваше земјиште. Да, дака.
Да не го забораваме. Да не го забораваме. Значи тие што ти се ишкаат муват од капа да се вели. Тие што реално имале врска со тајни матни сделки, па и во рамките на надзорот на Бехтел имаше врска со кинески компании, со руски компании, тие што се имаат мувата на капата се проектираат на ВМРО ДПМН, на председателски кандидати и на останатите дека тие имале врски со Русија и Кина. Значи, генерално земено, мислам дека за јавноста веќе е се јасно, а дека обидите со негативна кампања и со тие бомби, фейк ньюс, дип фейк и така натаму ќе имаат контраефект. Задња клапа, почитувани слуша за ово утро. Не е далеко од последна клапа. Имам уште многу. Дури Ивица не стане дел од извршната власт и ме напушти мене. Значи, ова во дипфейк да го ставаме. Ова во дипфейк, да. Значи имам уште многу почитувани слушатели. Не се откажувајте од читајте ги програмите, читајте ги нивните ставови, гледајте ги митинзите, гледајте ги обраќањата, интервјуата и да се надеваме за дебати. А ако се тоа ви е досадно, кој што ми е мене, слушајте Лидер FM 98,1. Ако сте од Скопје, ако не сте од Скопје, на lider.mk, затоа што имаме најдобра музика генерално. Музика која ќе ве опушти, музика која ќе ве забавува. И читајте lider.mk и информирајте се за сите настани од земјата и во светот објективно, навремено и професионално.